Според испитувањата кои ги изврши Центарот за јавно здравје, водата во Македонска каменица одговара на втора класа од уредбата за класификација на водите, што значи дека може да се користи и за пиење со претходна обработка, превривање. Но ние препорачуваме од превентивни причини да се користи како техничка вода. Ова соопштение вчера јавното предпријатие Камена река го дистрибуираше до каменичани. Откако речиси пресуши дотокот на вода од Горештица и Моштичка река, па водоснабдувањето се одвива од алтернативни извори. Во отсуство на градоначалникот, состојбата со водоснабдувањето и квалитетот на водата за пиење во Каменица никој не сака јавно да ги коментира. Инаку, поради недостиг на вода за пиење, Македонска каменица уште минатата недела беше принудена да воведе рестрикции во водоснабдувањето, но очигледно дека тоа не ги даде посакуваните резултати. Освен во Каменица, рестрикции за вода од денеска се воведени и во Кочани. Во писмената информација од предпријатието наведуваат дека се принудени да воведат 8-дневна наизменична рестрикција во сите зони во населените места и во градот. Рестрикциите се воведуваат со цел водата да стигне до сите потрошувачи, бидејќи превентивните мерки со контроли и санкции против несовесните потрошувачи не ги дале очекуваните ефекти. Според распоредот, први без вода денеска и на 13 август во периодот од 14 до 20 часот ќе останат потрошувачите од селата Прибачево, Градовци, Мојанци, Горни Подлог, Долни Подлог, Тркање и Бања. На 10 и 14 август вода ќе немаат корисниците од ниската зона во градот, додека за потрошувачите од средната зона рестрикцијата ќе се спроведе на 11 и 15 август. Без вода од водоводната мрежа ќе останат и корисниците од високата зона, кои ќе бидат исклучени на 12 и 16 август. Стои во соопштението од јавното комунално предпријатие Водовод од Кочани. Состојбата со вода за пиење е алармантна во сите општини од регионот. Моменталната ситуација со водата е критична. Значи, поради долгиот период на немање на врнежи, бунарските води се доста намалени. Споредбено со периодот од лани, јули месец 2016, некаде над 6000 метри кубни вода имаме помалку во бунарските води. А секојдневното намалување на брана Лошана од која што се снабдуваме со вода, исто така опаѓа нивото на водата. Во општина Карбинци, освен намаленото ниво на вода, проблем се и големиот број дефекти на водоводниот систем. Поголеми проблеми имаме во село Црвулево, село Радање. Значи, апелирам на сите жители од општина Карбинци рационално да ја користат водата. Значи има зголемена потрошувачка на вода, че има намалено ниво на изворите кои што се во село Радање, во село Црвулево. Засега од Штипски ИСР се категорични дека рестрикции на вода нема да има, но апелираат за рационалност, зашто потрошувачката надминува до 340 литри во секунда. Состојбата со водоснабдувањето во општина Штип е стабилна и најавуваме дека нема да има рестрикции за граѓаните на град Штип, односно нема да има сопирање, принудно сопирање на водата во општина Штип. Меѓутоа, сакам да напоменам дека сме на границата на испорачување на вода, така да граѓаните ќе мора порационално да ја трошат самата вода. Граѓаните кои што живеат во повисоките зони може да се случи да имат постап притисок на вода, но не и да снемат вода. Сакам да имат во обзир дека се работи за енормно големи суши, енормно големи температури на надвршни температури и така да зголемена потрошувачката на водата некаде до 330-340 литри во секунда. Волку сушен период регионот не памети одамна. А поради недостиг на вода, од вчера од страна на водостопанство се воведени и рестрикции во наводнувањето.